Кај нас мигранти не сакаме да се населуваат, зашто Македонија е мала земја и нема толку голема територија за да имаме ние и мигранти. Второ, ние немаме работа за нашите, они кажуваат на телевизија дека ќе се обезбедни на доселениците, на иселениците, како сакате, на мигрантите, ќе обезбедат работа, ќе обезбедат за децата школување, почнувајќи од градинки, па школување и станови. А ние за нашите деца немаме станови. Јас и мажот ми сме го продале станот да им изградиме стан овдека на децата во Хром. Иначе ја живеев во центар со години. Заради тоа моите синови што не може да купат станови, ние се нагрбачивме, земавме кредити и така натаму да не ви објаснам да купиме станови. А они сега на мигрантите ќе им даваат станови. Средствата што иницира владата да се потрошат на тие бегалски кампови, на нивното интегрирање, вдомување и понатамошниот тек, тоа доделување на државјанство и одредени работи, тоа не се мали средства, тоа се огромни средства, средства кои многу добро може да бидат наменети за граѓаните на Македонија. Да бидеме реални, реалната слика е дека многу има млади брачни парови, многу има луѓе со семејства, има и секаква група на луѓе, да не ги ставаме сега сите во посебни групи на луѓе, меѓутоа има многу граѓани во држава каде што уште немаат сопствениот стамбен простор решено, живеат под кирии. Некако е малце непринципиелно сега некој доаѓа од страна, имал проблем што го нанесол некој друг и он има некоја друга цел да појдат некаде подалеку, ние да ги задржуваме тука и да им овозможуваме услови за живот и услови за работа, тоа прво не е решено кај нас. Значи, да го отвориме очи, ако ја средиме оваа држава, ако ги средиме проблемите на народов, тогаш може да и ние ќе имаме слух за да, окей сме, средени сме сите, ајде да им помогнеме сега и на другите.